Патриотите на Македонија ги обезбедија документите и доказите. Сакам да им одадеме почит на овие храбри луѓе на кои им ја должиме вистината за Македонија. Вака говореше лидерот на СДСМ Зоран Заев за свиркачите од УБК, меѓу кои Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски, во времето кога одекнуваа бомбите за тогашната власт на ВМРО-ДПМНЕ. За храброста да се документира масовното прислушување, им одаде признание со зборовите дека тие се совеста на општеството и луѓе што ги ставија животите на коцка заради спас на државата. 3 години подоцна, период во кој се случи промена на власта, аплаузите и признанијата за овие луѓе се префрлија на меѓународна сцена. Додека дома се соочија со молки заборав. Why it takes so long for the whistleblowers to get justice and recognition? Why there is a delay in healing the wounds? I would say deliberate delay. What is the problem? Why we are ignored and abandoned? Although I can guess the answers, I am not optimist that I will ever get an official explanation. And this only shows that the system, the society, find it hard to deal with the truth and the people who speak it. Од тројката што ги излече илјадниците прислушувани разговори во УБК, згрижен е само Зоран Верушевски, како советник на премиерот Зоран Заев. Лазаревски и Костовски пак подолго време безуспешно бараат елементарна правда за себе, да се вратат на местата на кои го поминале работниот век. За Звонко Костовски тоа засега е невозможна мисија, бидејќи има статус на осудувано лице во предметот пуч. Тој остана единствен осуден во овој случај со ефективна 3-годишна затворска казна, откако прифати спогодба со јавното обвинителство под сомнителни околности. По преземањето на предметот, СЈО се откажа од обвинението за пуч, поради немање докази и иницираше барање за заштита на законитоста за Костовски до Врховниот суд. Баравме поништување на спогодбата затоа што не постоеја докази во конкретниот случај, врз основа на кој што спогодбата се базираше. Така што во тој случај одлуката, судската пресуда е донесена без воопшто да постојат докази и затоа баравме да се преиспита нејзината законитост. По известно време, Врховен пресече, Костовски не шпионирал за странски служби, но остана делот од пресудата за нелегално прислушување и затворската казна од 1 година, која Костовски веќе ја одлежа. Сега Костовски е на слобода, но преку гласниот молк испраќа порака дека нема да проговори се додека не му се тргне статусот на осудувано лице и не се врати на работа. Кај Костовски има 2 основа. Да се бара повторување на постапката, што целосно се исполнети условите, веќе се докажа кој го вршил прислушувањето, незаконитото прислушување. Костовски е само сведок на незаконитото прислушување по налог на Мјалков и тогашната министерка Гордана Јанкуловска. Значи, вие не можете сведокот да го обвините дека го правил. Богоевски, кој е екс-директор на УБК, смета дека неговите поранешни колеги мора да добијат соодветна сатисфакција и лична и општествена. Неприфатливо е да такви личности, заради познатите состојби во судството, да бидат сега повторно жртви, да не можат да ги реституират изгубените права во процес каде што невино се судени од претходната власт. Од тука, одговорот на општествениот однос кон ваквите случаи, како што е Ѓорѓи Лазаревски и Звонко Костовски, мора да биде соодветен на чинот на востанувањето на неправдата. На иста линија со Слободан Богоевски е независниот пратеник во Собранието, Павле Богоевски. Тој беше еден од предводниците на шарената револуција, која беше реакција токму на прислушуваните разговори. Богоевски вели дека може би има релевантни безбедности околности што не се познати на јавноста, но без разлика дали постојат правни пречки или не за нивно враќање во МВР, недозволиво е Лазаревски и Костовски да бидат игнорирани. Мислам дека тие луѓе поради придонесот кој што го имаат денес не смеат да бидат заборавени од државата и дека дури ако на никаков начин не е возможно да бидат вработени во Министерството за внатрешни работи, државата треба да направи се што може за да
тие немаат опасност по нивната екзистенција, односно да биде осигурено нивното секојдневно живење. Но за разлика од Костовски, кај Лазаревски воопшто не постојат правни дилеми за враќање во МВР. Ослободен од обвинението во предметот пуч, тој сам даде отказ од позицијата главен оперативен инженер во петата управа во УБК во октомври 2013 година. Работниот однос му завршил, како што тврди, под закане и притисок од повеќе безбедносни структури во и надвор од полицијата. Да останеше на работната позиција од август минатата година, Лазаревски веќе ќе уживаше во пензионерските денови. Прашавме во Министерството за внатрешни работи дали ги истражуваат околностите на заминувањето на Ѓорги Лазаревски од институцијата и дали е разгледана можноста за негово враќање во УБК. Одговор не добивме, како продолжение на индикативниот молк и игнорирањето на овие луѓе.